Музиката која што ќе ја погледнете во продолжение е совршена најава за следниот соговорник. Вака, сама си тргнала и баш сега ли најдо да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Реков ајде да ти помогнам, другару тво неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака. Сакаш проза или поезија? И баш сега ли најдо да те сретнам? Дали ти се расипа колата, нема никој жив околу нас. Ако си гладна, негде да те однесам, другару тво неволја се познава, имам вода флаширана, имаш коса исфенирана. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака сама во пижама, каде вака сама во пижама. Каде вака. Многу ми е драго што во студиото 3 на македонската телевизија го имаме еден од најпрепознатливите гласови на македонската поп-рок сцена, фронтменот на групата Пеперминт, која што меѓу другото издаде нова песна, а има и ангажмани актуелни во летниот период, за кој што ќе зборуваме со Горан Трифуновски. Горан, добро утро и добре ни дојде во Македонија наутро. Добре најдов и секогаш да се гледаме за убави работи. Кога првпат ми ја прати да ја слушнам песната, знаев дека ќе ми кликне на прва, како впрочем и се останато што го правите изминативе години, но си кажав како и за сите пак претходни песни, препознатлив Пеперминт звук. Фала ти, стварно, целиот бенд те поздравува и те обожава. Од 99-та година многу музика за Пеперминт и сега паш ќе се навратам на оно што го кажав пред малку. Колку е тешко сите овие години да се остане верен на оно што се креира како музика, да се остане верен на тој препознатлив Пеперминт звук? Па, искрено, поентата на бендот Пеперминт беше уште од почеток, како што многу пати сум кажал до сега, како што Пеперминт, нели нане, како што помага за болките во стомакот, така да Пеперминт помага за болките во душата, во духот кај луѓето и како и сите други песни, така и оваа песна поентата е емпатија, соживот, значи после спотот кога ќе го се надевам. Да, ова не е официјалниот видеозапис. Ова не е официјалниот видеозапис, кога ќе го направиме видеозаписот е првпат во твојата емисија, ќе откривам дека ќе биде една малку поинаква, од поинаков агол раскажана приказна за Црвенкапа и Волкот. И Волкот
во суштина е тој што ја прашува каде вака сама по пижама, значи се грижи за неа. Има емпатија во неговото прашање, каде сега ќе настинеш или така натаму. Така да поентата на Пеперминт од секогаш била само да барем малку да се обиде да го поправи овој веќе да не речам, како не знам како навредливо, а не толку навредливо да речам рџосан свет. Не грешиш, не си дали. Значи малку да го поправи. Да. И баш тоа сакав да те прашам и ми го одговори како да нели се читаме веќе веројатно низ годините. Навидум на прва реков лесно кликнува и си мислиш дека е лесен и едноставен текст кој така влегува во уво, но за секој текст и за секоја музика на Пеперминт се крие многу подлабока приказна. Еве уште една. Да. Мислам поентата ако не поправа ништо, тоа што ќе го направиме како тексти, како музика и како расположение и како поента, тогаш едноставно нема поента да го правиме. Мислам дека немам причина зошто да го напишам тој текст или да ја направам таа песна, ако не барем малку една точка да направи промена во нечии мозок, не мора во сите. Јас многу пати имам изјавено Пеперминт ќе постои да има само барем еден човек во публика да не слуша. Тоа сме постигнале успех апсолутно и затоа инсистирав пред официјалната промоција на видеозаписот да нашите гледачи да ја слушнат песната, бидејќи е навистина прекрасна. И сега кога се слушнавме вчера и кога кажав Горан да дојдеш, велиш па немаме видеозапис, се уште ова не е официјално. Не, Горан, сакам да дојдат за да се слушне прво песната, а видеозаписот е приказна плюс кој што ќе ја комплетира целата оваа приказна. Кога ќе го имаме официјално? Па се надевам дека наредната недела ќе го снимиме. Добра. И после тоа колку што е потребно време да излезе од продукција, ќе биде, се надевам за еден месец би требало да биде готов. И после тоа нема да треба да зборуваме за песната, бидејќи видеозаписот ќе ја каже целата приказна, ќе раскаже се, да. Немам поента, извини што те прекинувам. Значи поентата не само што песната, идејата е да поправи нешто, што и видеозаписот му е целта исто така да поправи нешто. Тоа се две задачи кои што Пеперминт до сега во години се обидува и во видеозаписот да интервенира и во аудио пораката. Овој видеозапис е нешто што сите не изненади, може да го гледаме колеги додека разговараме, тоа е песната Сите ве сакам, нешто што сите не изненади. На македонски и на јапонски станува збор за мораме да кажеме дека Пеперминт, коригираме ако грешам, е првиот македонски бенд кој што успеа да направи песна на јапонски јазик. И лани се случи промоцијата, на прва бевме изненадени, да не речем шокирани, но одлично поминува песната и се слуша. Мило ми ако е така, сите ги сакам, се вика песната и зборува за безгранична љубов, значи неограничена, без никакви пречки. Сите ги сакам без разлика на било што. Значи ги разбирам, ги сакам. Нешто што повторно ни недостасува во секојдневното живење. Па да, би сакал така да функционираме и да почнеме да размислуваме на тој начин. Јас знам дека тоа не оди туку така сега мене ми текнало, па се од утре ќе се смени, ама барем малку. Горан, промените се тешки, но мора да почнат од некаде, не? Некој мора иницијалната каписла да ја... Ја сега идам на големо, сите ги сакам, барем малку, не мора сите, пола. Ќе се пеат овие песни и на настапите во текот на летниот период, па и во септември. Најавуваме еден многу убав концерт кој што со нетрпение го очекуваме, тој ќе биде во септември. Но во меѓувреме знам дека културните лета се веќе во тек, започнуваат деловник, дел се во тек и може да најавиме некаде да настапи, имате некаков ангажман или се е концентрирано на концертот? Па мислам дека културните лета веќе помина тие конкурси, така да веќе тие се завршени. Нема ништо од нив, така да фокусот, имаме и нов гитарист сега, така да се спремаме да звучиме како што треба. Ќе биде во Прилеп концертот, во септември и кој сака нека дојде. Колку е тешко во вакви бурни времиња, не само еве
со информациите кои што пристигнуваат на дневна основа и не го намеруваат, туку со економската криза која што патем ја живееме, да се организира нешто вакво големо како концерт? Па искрено Имате поддршка, претпоставам локалната самоуправа никаква? Не. Само иницијативно е се? Никаква Значи, уште поддршка, значи никаква, нула поддршка, се што правиме сами правиме. Многу е тешко. Ама не ќе да се жалам. Ово го правиме од ентузијазам, го правиме од потребата, значи да промениме нешто на подобро, така да не ни е толку тешко. Датумот и локацијата на концертот? 6 септември во Прилеп ќе биде концертот во клуб Калинка. Не случајно прашувам заради тоа што билети треба да се набават со време? Мислам дека можеби нема да има ни билети, можеби ќе биде кој ќе дојде. Тоа значи уште потешко за организација да се направи за се да биде бесплатно. Па сега се надевам дека ќе како и се до сега Пеперминт никогаш не ги правил овие работи за да заработи пари, туку за да направи некое добро дело. Во дослуг со мисијата која што ја ширите и кон која што сте фокусирани низ годиниве, ништо ние ќе оставиме малку да слегне КДВ Касама. Верувам дека ќе им се допадне на нашите гледачи и дека со завршувањето на спотот за некој ден ќе имаме комплетната верзија. Па се надевам и јас да сме здрави и живи само за убави работи се гледаме, како што кажав на почетокот и штом ќе го направиме спотот, ти верувај прво ќе знаеш. Ти благодарам многу Горан за гостувањето во Македонија наутро. Многу ми е драго што одвоивме простор за убави информации, убави вести и добра музика, бидејќи тоа навистина ни недостасува во ова лудо секојдневие. Задоволството беше мое. Благодарам. КДВ Касама ја слушнавме премиерно во утринската програма за старт на разговорот, а сега песна која што подеднакво многу ја сакам и јас. Minna karittakane okaessanae. Minna ore wo mushiteru, ore wo minna wo suki nanoni. Ore wo minna ga shinpai na wa ore wo mushi. Minna tsumetai yo, ore wa sabishi yo. Pistoru de minnoa ore wo utsu. Ore no subete wo minnoa ubaisaru. Minna o taskete mo ore wa hidoi meni. Minna o taskete mo ore wa shitori bocchi. Minna wa mizunnonte ore dake ga kavak. Ore ga yonde mo minna wa shiran furi. Minna wa hinata poko ore dake to shabori. Ore ga minna o oshiageru minna ore o shisumeru. Minna
Minä esteru.